Стојан Денковски, 45 години е стаклар прва лига. Стакларството го засака во еден мој роднина, прв братучет, кој завршил занат во Пожаревац и додека бев во основно одделение, би обеќаше дека ќе ме носи на истото место. И тој што заврши осмо одделение, одма во јуни ме однесе во Пожаревац и 3 години таму завршив занатиско школа со одење пракса во Белград, со врвни мајстори, го совршив занатот и се вратив 72 година, се запослив тука во Скопје, во Јавар. Далечната 1979 година Стојан отворил свој дуќан и таа негова бизнис приказна трае цели 45 лета. Има вработени 18 мајстори врвни, со погони, со врвни стаклари, има од кај мене излезено добри мајстори што ме надмина и во работа и во се, и ме радува тоа што е така. Овој мајстор ми е 25 години тука. Сакам, ради него, све му е оставено на него, јас помагам колку можам, да земе пензија уште една година има. И ми е криво што нема некои кандидати да го продолжат занатот. Да, добро слушнавте. Денковски до година ќе го затвори дуќанот и со тоа ќе заврши една убава стакларска епопеја. Во Скопје за наголемо има околу 4 фирми, а како дуќанџи има само 5 дуќани. Од цело Скопје? Од цело Скопје. По стакларството мислам дека може добро да се живее, ако се сака и ако се работи домаќински. И јас сум од мојот занат задоволен, сум постигнал и деца на факултет да направам, и да им помогнам, и за себе да имам. Значи може да се изгради куќа, може да се купат станови, може да се купат коли и сето тоа од стакларскиот занат. Се нешто. Чудна работа. Еве вие на пример имате син, имате внуци, имате внучиња од сестри, браќа и така натаму и така. И никој не сака да го работи ова што носи профит. Покушав и дипломи зема од на сестра ми, синот и од за син ми, не сака да продолжат. Да покуша, го држа 2-3 години тука, напусти, не му се работеше. И со сила убавина не бива. Во денот не е без десетина муштерии. Кој за слика, кој за стакло, кој за огледало, кој за витрини, кој за рамки, за лоши работи, за добри работи, за аквариуми многу се прават. Па јас сум цел живот во дуќан, недела кога е неработен ден, јас по сабале пак имам пријатели ќе дојдат од 9-10 до 12-1 ќе ме фати со кафе, со ракија, со пријатели. Место дома да бидам, јас пак сум во дуќан. Има машини за бушење и брусење стакло, а произведува се што ќе ви текне. За стаклото доста. Сега одиме со животните приказни на столе. На времето пушал по 3 кутии на ден. Шлајм и некој не можев да дишам. Не можев ваздух да подземам. Ни натрешно да подземам, ни ништо. И кога отидов, се извинувам што ќе кажам, во купатило, кога оноде еден шлајм, тоа беше сапрепастувачки и многу грозно, не можам да го опишам. Голем шлајм. Голем шлајм. Што, како џамлија, како што? Како кугла од лагери. Тениско топче. Да. И од тогаш, викам, и остави и цигарите, и упалјачот. Боледувал од дискус хернија на 4-тиот и 5-тиот пршлен. Бев на магнетна, бев секаде и преку врти на дежурство на доктори одев и во државни секаде. Ми рекоа мора операција. На кичма? На кичма. И тука во дуќан да дојдо едни муштери, маж и жена, и викам, и тешко станува во столче да ги услушам, слики донесува да мерам, мајсторот друго работеше. Викам, јас ќе ти најдам лек. И ја го имав истото тоа. Ја прво не верував у такво нешто, и кога дојде, ќе ти донеса уров, вика. А ја, пошто сум селско дете, знам што е уров, и се чуде, викам, овој сака да ме отруе. Уров е растение, така? Растение е како леќа, зрнца.
и ми донесе, се го смелав и го јадам со мед. Првата недела мора по пола лажичка од кафе, пошто е многу јако средство. Проблеми имав за чорапи да облечам или нешто. Сега можам на Фудбал да играш. Фудбал да играм. И толку кога отидов кај докториве снимка направив, ама нешто си правил, што си правил? Никој не ми верува дека а друго немам употребено ни апче ни ништо. Урово Се купува. се купува од здрава храна. Од таму се зима здрава храна го има. Има пола кило и кило. Не е скап, 430 динара е. Го мелеш пола лажичка од кафе. И со мед. И секој сабајле. Тоа е 4-та година како го потребувам. Уште еднаш да напоменеме, не цела, туку пола лажичка уров и мед. Тоа е рецептата. Овој интересен и уникатен стаклар не прошета и кај него дома. Во поткровјето направил соба за забава. На времето додека имаше другарство, луѓе, се дружевме, се подсетувавме за слава, редици се чекаше кој да стане, кој да седне. Едната соба е црвена, другата соба е сина. Пола соба е црвена, пола плава. Еден пријател ми насрата и слики со Љупчи, со Бранко. Едната соба е за ВМРО-вци, Да. пола соба е за СДС. Да. Тука има лајт шоу, музички системи, шипка, шанкови. На времето гости му биле видни личности од политичкиот и естрадниот живот. Не, нема веќе дружби. Сега во таа соба, не знам во годината еднаш дали ќе се качам да видам, да се прочити, да се продуктира. Тоа е Стојан Денковски, шмекерски стаклар, нели?